Имаме чисти задоволство денеска да зборуваме со кого. Некако требаше на Бранко да му ја дадам чиста да ги најави, ама ајде, колегите менеме. Ама секогаш јас прво тебе ти кажам добро утро, па потоа на публиката, нели, често да си ја поздравиш прво колешката и да ја дадеш предност. Ајде секогаш. Најави си ги спортистите, Бранко. Денеска имаме тројца прекрасни млади луѓе гости во студиото. Тоа се Анастасија Мојсовска, која што е стрелец, представник наш на Олимписките игри во Париз, Еди Шерифовски, джудист, и Никола Ѓуретановиќ, пливач. Сите тројца беа во Париз, сите тројца достојно ја бранеа Македонија во рамките на своите можности, во рамките на она што го имаат како услов за развивање тука во нашата земја. Ќе ви кажеме добро утро. Добро утро. Една од причините поради која што сте повикани, денеска е првиот училишен ден. Вие тројца се уште сте во образовниот процес. Никола, не си на училиште, те ослободија или? Ослободија. Добро, одлично. Оправдано отсутен. Но мора да споменеме дека оправдано отсутна ни Емилијана Релич. Да, тоа сакав следно да го кажам, да. Анастасија е студент на популарниот ДИФ, студира за професор, и Еди студира економија. Има што да ве прашаме и тројцата. Инаку поканети беа Емилијана Релич, теквондистката наша, која што успеа да елиминира двојна олимписка шампионка, меѓутоа поради температура не можеше да присуствува. Дарио Ивановски не е во Скопје, ќе зборуваме и за него во текот на емисијата. Честа да отвориш со прашање, Јоана, имаш ти? Добро, веројатно и кога зборувавме со Еди, успеавме да се видиме само пред летните олимписки игри. Вели, најголемиот сон за секој спортист е да се појави на летните олимписки игри. Веројатно, промена во вашиот животен тек направија летните олимписки игри, што во делот на професионалното надоградување, што во делот на, може да кажеме слободно дека за неколку дена пораснавте. Така. Па еве кога стигна импресиите, како беше пречекот таму и со какви импресии се вративте? Со кои предизвици се соочивте? Во дел на пречекот беше перфектен, значи се беше како што треба, немавме никакви поплаки, никако делегација, никако спортисти, значи во тој дел на услови се беше перфектно. Иако на интернетот имаше доста поплаки од другите комитети олимписки, така да тоа беше само некои муабети да се зацрнат олимписките игри. На нас не беше све перфектно, и спиење, и храна, и све тоа. А од импресии би рекол дека се уште сме, би рекол, нели под импресии и долго време ќе бидеме. Значи ова е еден настан кој ќе остане дел од нас, цел живот ќе останеме олимпици, како некоја придавка која сме работеле за неа честно и доста долго. Се надеваме за други олимписки игри, се надеваме за Лос Анџелес, се надеваме за Брисбејн, но Париз ни донесе нешто што многу ќе ни значи во иднината. Некоја самодореба плюс на тековните надпревари што ги случуваат, некоја самодореба и во секојдневието во животот, дека што и да сакаме можеме да постигнеме малку ние индивидуалците што бевме таму, може и малку полесно, бидејќи го имаме Париз како некој резултат на нашата работа, што ќе биде секогаш до нас и ќе не води во иднината како олимпици и спортисти што биле и виделе нешто што 0.0001% го виделе. Анастасија? Исто така се сложувам баш со ова што кажа Еди. Сакам да додадам дека го имаме она признание за целиот наш труд кој што сме го вложиле за да стигнеме до Олимписките игри и баш тоа ни дава самодоверба и ни дава поттик да работиме уште повеќе и во други полина, не само како спортот, јас како и студент на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, да дадам се од себе во мојата една струка, да другите дечина ги насочам или им поттикнам желба да спортуваат. Никола? Како Никола ќе ги насочи врсниците пред се, затоа што си тука некаде блиску со оние кои што сега пркнуваат во спортот. Имаш 16 години и поне 17. Па така е, како што кажа и моите колеги спортисти, значи тоа што највише може да го успееме како еден спортист во државата го успеавме. И мислам дека сме многу горди со тоа. Исто така, јас на 16 години да ги поттикнам другите деца да спортуваат и дека се е возможно иако си мал. Дете си, да знаеш дека си дете. Така, во светот на возрастните. Добро, имавте ли можност да се видите таму, да си дадете меѓусебна поддршка, затоа што веројатно за притисокот кој што го носевте со вас
станавте свесни веројатно таму колку е голем притисокот и веројатно зборувавме имате ли трема пред тргнување, па да, некоја позитивна трема, но вистинската трема ја почувствувавте во Париз. Колку имавте можност да се видите меѓусебно, да си дадете поддршка, дали Никола по завршувањето да се поддржи, не знам, со Еди, со... Имавте ли можност да си поразговарате? Па, тренерот не викаше петок и сабота. Сегде заедно. Конкретно вас Нормално, да, бевме у иста зграда, у соба едно на друг, така да. Индивидуалци сте си, индивидуалци. Така да, заедно на доручек. Нашата екипа, нашиот тим. Заедно на доручек, заедно на тренинг, таму бевме колку бевме 13 дена, 14 дена бевме носоп заедно сите. Поддршка, комуникација, кој како му треба, што си велевте меѓусебно? Ајде, можеш, издржи. Све најдобро, нели? Све најдобро што би го мотивирало другиот. Што е оно што си го посакувате? Максимално све, секогаш. Анастасија? Дајте малку на Анастасија простор да. Анастасија не беше со нас во Олимпиското село. Ради тоа, не беше со нас во Олимпиското село. Јас бев во друг град, јас бев во Шатеру, околу 300 километри од Париз. Таму бевме само стрелците. Така што немав можност... За да имате мир, за да имате раат. За да може да гушаме тоа. Да, немав можност физички да ги дружам во Олимпиското село во Париз и да видам на нивните настапи, ама секако си пуштавме пораки и поддршка. Кој беше најгален во Олимпиското село? Кој беше вака ќе погледнам дискретно најмладиот во нашата екипа? Мора да сум јас, нема како. А гледаш како се покриваат. Па тоа е екипа, браво, тоа е тим, си се полекуваат сикјута, цалба ако каже, си каже. Сакам да ве прашам едно прашање поврзано со ќе ја поздравиме нели уште еднаш Милијана која што успеа да совлада двојна олимписка шампионка, ќе ги видиме инсертите подосна од незината борба. Ова е дел од настапот на Никола, да. Меѓутоа сега ако може да го видиме настапот на Дарио. Околу 2 минути се инсертите. Ако можеме да го видиме настапот на Дарио на маратонот и ќе зборуваме за време на инсертите тука во студиото со нашите гости. Маратонот е најтешката дисциплина на Олимписките игри, маратонот е најтешката дисциплина во светот на спортот. Преку маратонот се илустрира тежината на животот. Ќе видиме во финишот како едноставно не само што загуби сила Дарио, туку го загуби и тлото под нозете. Тој е првиот македонец кој што успеал да истрча 42 километра. Како гледате на ова остварување вие од другите спортови? Дали ви е тоа мотив, дали е тоа предизвик? Еве го моментот кога влезе низ целта, кога го зеде македонското знаме, едноставно тоа се моменти за незаборав. Секој ваш чекор, секој ваш потек е за незаборав, меѓутоа ова има огромна символика овој момент. Како вие гледате на неговата дисциплина и на паралелата што може да направиме и со вашите предизвици и со тежината на животот воопшто? Еди? Па доста различен од нашите дисциплини. Значи нешто што се заснова на издржливост. Јас се често го прашувам како можеш, психички прво, не физички, бидејќи е доста понединамичен од нашите спортови, значи доста и подолг, значи има скроз различни параметри кои се бројат, доста, пак би рекол, различни од сите други спортови, значи сите маратони, дали е пливање, дали е трчање, се што е маратонски е потешко би рекол за психиката од него, за физичкиот дел. Све што ќе направеше таму би рекол дека ќе смета резултат, бидејќи тоа беше олимписки маратон. Многу олимпици него истрчаа тој маратон и е доста тежок и за менталниот дел, значи припремата, притисокот, така да. Гледнете го изразот на неговото лице, на овој slow motion, на оваа забавена снимка, едноставно ова доволно кажува се. Како што кажав, доста различна дисциплина која ми е тотално непозната, значи тие баш јас се заинтересирав тие параметри кои трчаат, како го добиваат својот максимум, како го подобруваат својот резултат, доста поразличен дел каде што немаш противник. Значи противник си ти сам на себе. Самиот на себе. Така, најтешкиот противник. Да. Така да. Како една млада дама го гледа ова што и како може да ја поттикне едноставно не само овој резултат, не само овој момент, туку може сега Милијана да ја погледнеме и незината борба, победата, како ве стимулираат успесите и резултатите и достигнувањата прво нели на најблиските, на репрезентативните колеги, а потоа и на останатите кои што ги држат рекордите? Па гордост е да ги видиш и да ти се најжи кожата на вакви моменти како
финишот на Дарио и исто така борбата на Еди и било кој од нашите, и кога ќе го видиш нашето знаме, едноставно тоа е неопишливо чувство и те мотивира да и ти го истеш максимумот од себе што можеш да го направиш и да си на така еден наречен врв. Затоа велам, тие неколку дена колку и да беа, буквално пораснавте како личности. Сакаше да кажеш, Никола? Имавме чест сите спортисти да бидеме заедно, живееме 13 дена и секој да видиме како тренира и како се мачи секој ден за својот настап. За Дарио немам збор што да кажам, значи Дарио тренираше секој ден, со ношево 6 бајле да трча по 20 километри. Ние уште спиевме тогаш, ама и Мила исто така остана 3 или 4 дена, мислам, од кога ние си отидовме, остана таму тренираше и го покажа недоброто од себе. Добро, имаш само 16 години. Што за тебе представуваше овој настап на летните олимписки игри? Јас како што кажа во претходната емисија на мои 16 години сум многу горд што стигнав до оваа олимпијада. Значи, сите ние сме горди на тебе. И стварно се мачев и макотрпно тренирав за оваа олимпијада. И мислам, веќе бев свесен уште од претходната година дека ќе одам на олимпијада, но сепак кога ќе видиш ти на лист карти како идеш на олимпијада, е друго чувството. Што ќе им кажете на оние спортисти кои што доаѓаат по вас? Да дадете се од себе, да стигнат и да не надминат. Па сега. Чекај, джудо е различно. Да ме тепаат доаѓаат или идат позади мене, кај нив не може да... Се шалам. Би им рекол дека никогаш да не се откажуваат, значи истрајноста е некоја работа која како ни оди во животот ја учиме дека колку да се што си тврда глав, толку подобро за тебе. Секогаш викаш можда не е ова за мене, можда ова и други работи, кога ќе видиш дека ходиш буквално со глава од зид, има шанса да го скршиш зидот. Така да тоа го научиш доста, иако верувам дека некогаш некои работи можда не се за тебе, треба да се откажеш, но сепак ако мислам дека тераш до крај максимално со години, тоа е најтешко. Значи, лош ден е лош ден, лош месец, но да издржиш повеќе лоши денови, зборам спортски лоши денови, па и некои приватни лоши денови да ги издржуваш со тек на колку со голем период и повторно да тренираш максимално, никогаш да не оставиш ништо да влијае на твојот тренинг, твојата програма. Тоа што е зацртано, не е битно што се случува, ти сека да си ја пратиш својата цел со години, значи не една недела, две, лесно е 2 недели да се тренира, лесно е 6 месеци да тренира врвно, со по 2 тренинга на ден 3, но со години да го направиш тоа, секогаш се знае дека ќе се дојде резултат. Дисциплина. Да. Добро, се иди, зборувавме за тоа. Вели, кога беше гостин, вели, немојте да не заборавите и полетните олимписки игри, нема да ве заборавиме. Ние веќе имаме агенда за вас на месечно ниво, така што очекувате повици. И следиме вашите успеси, но сакаме на друга тема. Колку значеше поддршката, која што верувам оваа достапност на поддршка и преку социјалните медиуми, кои што се праќаше до вас, колку значеше, колку беше ветер во грб за вас? Следевте веројатно се. Све следевме, ама ќе им дам збор на колегите. Прво за ова. Ајде Никола. Јас лично не следев многу, морам да кажам дека стварно тој притисок што го имав таму не ми требаше дополнителен, бидејќи јас оваа олимпијада сватив баш сериозно и многу бев спремен и не бев доволно спремен психички за тоа. Ја пратев можам да кажам поддршката, но тие неубави коментари од други луѓе не ги пратев, но за поддршката што добивав од 99% од луѓето, стварно сакам да кажам фала, дека и пред и после олимпијадата добив многу поддршка и стварно многу убаво чувството да имаш некој покрај себе што те тапка по рамото како Искористи ги негативните. Да. Искористи ги негативните коментари и докажи им се. Никола, знаеш како, веројатно треба и ние како нација да научиме и преку вас, вие од еден аспект, но ние од друг аспект треба да научиме колку е важно и колку треба да ве поддржуваме и бодриме во тие моменти без разлика на резултатот и на исходот. Па еве во еден процес на учење сме сите. Доста сме слаби у психичкиот дел, така да. Па и за спремање спортисти, а не па за обичниот народ, мислам сите луѓе, обичниот човек наш, граѓани на Македонија да го земе предвид менталниот дел на некој спортист, па да пазе што ќе пише, па. Да, баш. Верувам дека во Америка не пишуваат коментари на Facebook. Многу е лесно дома од кај нас, да. Гарнитурата да се коментира, нели да се каже како треба. Нека ни каже како треба идната професорка, наставничка, односно не наставничка, професорка
со високо образование, со факултет. Колку е значаен денешниот ден, колку е значаено да се образува еден човек и колку е значаено децата да го почитуваат училиштата како институција, да ги почитуваат наставниците, учителите, професорите, даскалите во нивниот живот, колку тие значат за нив, колку човекот се гради во образовните установи. Па да, дефинитивно. Денеска еве учениците се вратија во училишните клупи повторно и секако знаењето никој не може да ни го одземе тоа што ќе го научиме. Јас како идна професорка, особено добив мотивација од моите професори кои што ми даде многу голема поддршка пред и после Олимпијадата. И добив многу голема мотивација за идната работа со дечиња, за како јас поблиску да им го доловам спортот, пред се за нив, за нивното здравје, да вложиме да стане спортот масивен, односно рекреативно прво, додека се децата од 3 до 7 години да се створат навики да спортуваат, а потоа и кој ќе порасна да може да влезат доколку сакаат во некој спорт професионално и да вложат во себе си пред се за нивното здравје, а потоа и за спортот. Да, ќе затвориме, само сакам да ги слушнам само од страна Никола и Еди колку е важно да се спортува и во исто време да не се напушта образованието, да двете работи подедно. Би рекол дека за мене најважно е индивидуално. Значи секогаш е многу убаво ќе видиме некој спортист врвен од странство или било каде да се изразува подобро, да користи некои побогати зборови, да не прави грешки, било какви дали. Така да секад не е тоа. Имаме ние некој убаво чувство кога ќе видиме некој човек да знаеме дека е образован иако е врвен во некој спорт. Кај мене пример дома било можда моите сакале да бидам повеќе спортист, но никогаш не ми ја кажале таа емоција. Секад покажувале дека школата ми е најбитно. Така да мислам дека школата треба да оди емоција на децата број 1 до средно сигурно, така да и да едно дете имаме тука, ќе се вратиш на училиште денес. Да, така да. Школата е школа, тоа што кажа. Денеска помина. Тоа што кажа Анастасија, тоа што знаеме, никој не може да ни го земе. И зашто не бидеш еден цел пакет ако може да бидеш и спортист и образован, и некој што носов гледа да се гради и надвор од овие образовни системи, да чита книги, тоа што го интересира, па дали е за исхрана, дали е за било што и како спортист да се изгради со помош на образованието. Ќе му дозволиме на детето, сакаше да каже уште нешто. Ја морам да ги потврдам моите колеги дека е така. Сега треба да завршам средното. Се согласувам. Така и Бранко вели, јас се согласувам со колешката. Имам ли избор? Да се пошегуваме, ви благодариме што бевте дел од денешното издание, благодариме што одвоивте време пред се. И бевте на првиот училишен ден заедно со нас. Национален сервис е тука за вас, тука за сите наши спортисти, без разлика на кое ниво се, има разни приказни во спортот, ќе се обидеме да ги поттикнуваме сите, од рекреативците до професионалците, да ги поддржиме, едноставно не само резултатот, туку вашата појава е она што значи Македонија, она што значи наша представа, не само дома, туку и во меѓународни рамки. Ви благодариме што бевте на Олимписките игри, што ги искористивте, исполнивте нормите. Лос Анџелес, дај Боже, заедно, па што повеќе да бидеме таму. Благодариме што еднаш.